Да ги погледнеме најавите за денешните настани. Спроведување на препораките на УНЕСКО има само на хартија, реагираат невладините. Меѓународна конференција на тема социјалната работа и социјалната политика во време на глобални кризи. За посреќно детство, традиционална хуманитарна и спортско-рекреативна акција во недела во Охрид. Меѓународна надпреварувачка кајак регата во Струга. Масакар во Чикаго, убиено цело семејство. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес претежно сончево време со локална облачност и топло со измерени максимални 26 степени Целзиусови во текот на ноќта кон среда, услови за локални и сосем слаби врнежи од дожд. Утре над северозападна Европа, на крајниот север и североисток од континентот умерено облачно и нестабилно време со дожд, проследен со засилен ветер, локално врнежи од дожд и над Алпите. Во останатите делови од Европа времето претежно сончево со локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров во среда претежно сончево време со локална облачност и топло. На крајниот исток од Балканот услови за локални врнежи од дожд, максималните дневни температури од 24 до 32 степени на полуостровот. Во Македонија во среда претежно сончево време со локална облачност и топло со слаб северозападен и западен ветер. Минималните температури од 10 до 19, максималните од 26 до 33 степени Целзиусови. Во Охрид во среда претежно сончево време со локална облачност и топло, минималната 14, дневната 27, а во четврток сончево време со локална облачност и топло, минималната 14, дневната 26. Во петок и сабота сончево многу топло време со дневни температури од 28 до 29 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Лепи, зацврстува, запечатува. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Бизон Полимакс. Бизон, екстремно мокни лепила. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија.
Заштита на Охридскиот регион има само на хартија, реагираат невладините по одлуката на Комитетот за светско наследство во Ријад, Саудиска Аравија, дека регионот останува под капа на УНЕСКО. И Меѓународната организација за зачувување на природното наследство даде негативен извештај и побара Охридскиот регион да биде ставен на листата светско наследство во опасност. Од власта пак велат, експертски тимови на двете држави го изготвија стратегискиот план за рехабилитација на природното и културно наследство на Охридскиот регион со акциски план, што е значаен чекор во спроведување на препораките. Заштита и спроведување на препораките на УНЕСКО има само на хартија. Ова се реакциите на невладините по одлуката на Комитетот на УНЕСКО во Ријад, дека Охридскиот регион останува светско природно и културно наследство и Меѓународната организација за зачувување на природното наследство даде негативен извештај и побара Охридскиот регион да биде ставен на листата светско наследство во опасност. Прогласувањето на подрачје во ризик имаше низа позитивности, велат експертите, построг режим на заштита и контрола, повеќе мониторинг мисии од УНЕСКО и поголем успех во зачувувањето на природното и културното богатство. Јас може да ви кажам дека извештајот од IUCN не е позитивен. Исто барат да вклучиме овој регион како сајт на УНЕСКО што е на ризик. Конкретно и реално решење за сите препораките на УНЕСКО немаше на овој документ. Вистина немаше некој реален план за ревитализација, овој што бараше УНЕСКО од двете земји. Струшките невладини реагираат и на новиот предлог закон за прогласување на Охридското езеро за заштитено подрачје, споменик на природата. И ние заедно во консултација со експертите од животна средина и со другите невладини организации сме многу загрижени во делот како државата се однесува преку нашето езеро. Не знаеме што не чека. Значи не сте јасни многу и не знам, не се консултирани експертите што се бават со таа работа со речиси години. Наспроти невладините, министерката за култура тврди дека експертски тимови на двете земји го изработија стратегискиот план за рехабилитација на културното и природното наследство, што е позитивно оценето од УНЕСКО. Во врска отвореното писмо објавено од некои од електронските медиуми, дека доцни платата на вработените во основното училиште Деберца, за одговор побаравме од директорката на училиштето Билјана Славеска. Да, точно е. Платата касни, меѓутоа ние случај само во нашето училиште, имаше школи, ево имат денес на ниво на Македонија кои што немаат добиено плата. Плата колегите ќе добијат утре. Денеска помина во Трезор, ќе добијат утре. Меѓународната конференција на тема социјалната работа и социјалната политика во време на глобални кризи. Конференцијата е по повод 65 годишнината од образованието по социјална работа и социјална политика, а ја организира Институтот за социјална работа и политика при Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Од денеска па до 22 септември во Охрид ќе се одржи меѓународната конференција на тема социјална работа и социјална политика во време на глобални кризи. Повеќе од 130 учесници од земјава и странство ќе промовираат и дискутираат истражувања, практики и политики поврзани со теми кои се занимаваат со прашањето на глобалните кризи од различни перспективи релевантни за социјалната работа и социјалната политика. Трудовите излагањата се контекстуализирани во неколку домени на анализа како одговори на социјални држави и социјални политики на глобалните кризи, социјални услуги во контекст на повеќекратни кризи, глобални кризи и човекови права, влијанието на глобалните кризи врз социјално ранливите лица како мигранти, бегалци, жртви на семејно насилство и невработени, влијанието на глобалните кризи врз социјалната заштита, детската заштита, вработувањето, образованието, здравјето, како и иновациите во истражувањето, образованието и стручната пракса за социјална работа и социјална политика. Конференцијата е под покровителство на председателот на Република Македонија и се организира во партнерство со Министерството за труд и социјална политика, УНИЦЕФ, Фондацијата Фридрих Еберт и Федералното министерство за социјални прашања на Австрија. Традиционалната хуманитарна и спортско-рекреативна акција за посреќено детство ќе се реализира во недела 24 септември. Средствата собрани од продажбата на учеснички броеви во акцијата ќе бидат наменети за помош на децата со здравствени потешкоти и од социјално загрозените семејства во Охрид и Дебрца.
Традиционалната хуманитарна и спортско-рекреативна акција за посреќно детство ќе се реализира во недела 24 септември, информираат од Црвен крст Охрид. Овој настан кој е со широко општествено значење ќе започне во 11 часот со главна трка на младите, чиј старт ќе биде од плоштадот Чинар, а целта на градскиот плоштад Свети Климент Охридски, каде ќе продолжат спортските, културно-забавни и здравствено-едукативни содржини проследени со голем број награди. Учество на овој настан се обезбедува со купување на учеснички број кој чини 50 денари. Средствата собрани од продажбата на учеснички броеви за акцијата ќе бидат наменети за помош на децата со здравствени потешкоти од социјално загрозените семејства во Охрид и Дебарца. Секој кој ќе купи учеснички број ќе има можност да се надпреварува во бројни спортски дисциплини: фудбал, ракомет, тенис, шах, пикадо, возење велосипед, аеробик и друго, со што станува потенцијален добитник на награда во големата наградна игра со преку 50 вредни награди: 4-дневен престој во Суботица, 3-дневен престој на Златибор, викенд во Крушево, курсеви за странски јазици, компјутерска галантерија и друго, кои ќе бидат извлекувани во живо во втората половина на месец октомври. Традиционален партнер на акцијата за посреќно детство е стоматолошкиот центар Доктор Батковски, кој и оваа година подготви голем број награди и изненадувања, како и бесплатни корисни совети и препораки за правилна грижа и заштита на здравието на устата и забите кај децата и возрастните. Продажбата на учесничките броеви е веќе во тек. Мобилните тимови на волонтери на Црвен крст Охрид ќе бидат достапни со учесничките броеви на повеќе пунктови во градот, а учесничките броеви ќе можат да се набават и во простори на Црвен крст Охрид на улица Димитар Влахов. Завршни настани од европскиот проект Зелен кајак воден под мотото Биди екоспортист придонеси природата да расне. Во рамки на настаните во Струга ќе биде организирана меѓународна надпреварувачка кајак регата со учество на клубови од Македонија, Србија, Хрватска и Бугарија. На 23 и 24 септември 2023 година во Струга ќе се спроведат финалните проектни активности од европскиот проект Зелен кајак, воден под мотото Бити екоспортист, придонеси природата да расне во организација на кајак кану клубот Дрим од Струга. Во сабота со почеток во 10 часот на Машка плажа во Струга ќе се одржи еколошка работилница за сите заинтересирани посетители на настанот. Потоа следува еко регата во која учество земаат сите поединци кои поседуваат опрема за веслање, суп, кајак или кано. Ке се чисти крајбрежниот појас на Охридското езеро, реката Дрим, а победник ќе биде оној кој ќе собере најголемо количество отпад во зададено време. Предвидени се и мини обуки за управување на кајак за сите заинтересирани посетители на настанот, а спроведени од професионални тренери од Србија, Хрватска, Бугарија и Македонија. Во недела 24 септември со почеток во 10 часот од Ас камп во Струга ќе се одржи меѓународната надпреварувачка кајак регата. Учесници во регатата ќе бидат кајак клубови од Македонија, Србија, Хрватска и Бугарија. После премиерното издание на годинешниот аматерски младински театар Вдиши театар и успешното представување во Требиње, Босна и Херцеговина, младите волонтери и актери од театарската група на Црвениот крст од Охрид ве покануваат на ново издание на театарската представа Бара, која ќе биде прикажана во малата сала на Центарот за култура Григор Парличев утре 20 септември во 20 часот. Не пропуштајте оваа можност да го препознаете талентот и креативноста на младите актери и аматери волонтери на Црвен крст од Охрид, со што давате поддршка на работата на театарски надарените волонтери и поттик за младите да се приклучат, да ги стекнат и негуваат вештините на актерството. Во темата на представата Бара, подготвена од страна на Весна Терзиевска, Емилија Блажевска и Јованка Сион-Доленц, ке го препознаете секојдневието и реалноста на сите нас во барата во која сите на различни начини обстојуваме. Јавното предпријатие Водовод и канализација Струга ги известува граѓаните дека поради изведување работи од страна на ЕВН на 21 септември четврток ќе биде прекинато снабдувањето со вода за пиење на целата територија на општина Струга во периодот од 10 до 12 часот. Следуваат вестите од светот. Татко, мајка и две деца се пронајдени со смртоносни рани од огнено оружје во нивниот дом во Ромеовил, Чикаго, Илиноис. Полицијата ги открила телата како член на семејството
побарал проверка на благосостојбата на семејството бидејќи една од жртвите не се појавила на работа тој ден и не одговарала на повиците, рече заменик началникот на полицискиот оддел на Ромеовил Крис Браун. Во домот се пронајдени 3 кучиња смртно застрелани. Родителите се идентификувани како Алберто Ролон, Зоралда Бартоломеј Бурно одби да ги објави возраста и полот на двете деца жртви, наведувајќи дека истрагата која е во тек е сочувствителна природа. Големи бранови ги зафатија крајбрежните области во Јужна Африка за време на викендот, при што загинаа 2 лица, а повредени се 7 други, направена е штета, водата однела железничка мрежа, патишта, згради и автомобили. Брановите кои достигнале висина од 9,5 метри биле предизвикани од природниот феномен пролетна плима. На социјалните мрежи се појавија драматични снимки на кои се гледа како бранови удираа на брегот на Јужна Африка. На едно видео се гледа како кафуле буквално исчезнува од брановите. Второто видео покажува колку брзо водата продира низ градот. Според метеоролошката служба на Јужна Африка, 50% од брегот бил погоден од овој вид на бранови. Во рускиот воздушен напад врз градот Лавов во западна Украина рано утро во едно лице е тешко повредено, а голем пожар избувнал во индустријски магазин, соопштија украинските власти. Во Лавов под урнатините се пронајдени маж и жена, а според првичните информации жената не е повредена, мажот пак е во тешка состојба, изјави гувернерот на регионот на Лавов Максим Козицки на Телеграм. Се уште не се познати размерите на овој напад и целосниот обем на штета. Градоначалникот на Лавов Андриј Садови објави дека предупредувањето за воздушен напад за регионот е укинато по речиси 3 часа, околу 6 часот по локално време. Илон Маск, собственикот на X или Twitter, најави дека сите корисници на социјалната мрежа X, повторно позната како Twitter, можеби ќе треба да платат за пристап до платформата. Во разговор со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, милиардерот Маск рече дека систем со плаќање е единствениот начин за платформата да им се спротистави на ботовите. Маск долго време зборува дека решение за ослободувањето од ботовите и лажните кориснички сметки е плаќањето за верификација. Откако го презеде Twitter минатата година, се обидуваше да ги поттикне корисниците да платат за подобра услуга која сега се нарекува X Premium. Оваа услуга располага со повеќе функции за корисниците кои платиле, односно тие имаат можност за подолги објави и зголемена видливост на платформата. Во моментов X Premium во Северна Македонија чини 8 американски долари за телефоните од Android и 11 долари за мобилните уреди со iOS и за веб верзијата. Илон Маск изјави дека сега бара поевтини опции за корисниците. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!